Дали нашата јавност реагира доволно бурно на загадувањето во Македонија? Прашање е сега. Дали знаеме дека годишно околу 4000 луѓе само во Скопје умираат директно од загадувањето, од болести нели предизвикани од тоа загадување? Дали политичките влијанија врз одредени невладини организации доведуваат до зелено-црвен ефект во нивната реакција, односно кога нивната гарнитура е во опозиција, силно притискаат нели со медиумски кампањи против загадувањето, сечењето на дрвата, испуштањето на јаловина, а потоа наменски замолкнуваат нели кога условно нивната партија на власт. Интересно, но за водите никој од нив одамна ни да бекне. Пијат флаширана, а се тушираат со газирана. Имено, законот за води наложува индустриските отпадни води да се пречистуваат пред испуштање, нели тоа е закон, тоа мора да се почитува, точка, крај, нема мрдање, нема трте-мрте. Инаку следуваат санкции. Во реалноста секојдневно имаме еколошки инциденти од хемикалии во реките и фабриките без пречистителни станици, за кои инспекцијската служба не ни помислува на посета. Дури 99,7% од непрочистените отпадни води од индустријата и рударството завршуваат директно во реките и водотеците. Прилично гадно и смрдено, корне труе смрди. Па доволно е само да прошетате покрај Вардар неподалеку и не ви е потребна ни хемиска анализа, се ќе сватите. Дали сме се запрашале некогаш зошто сме толку негрижливи, зошто буквално си ги уништуваме националните богатства и водите од кои треба и да пиеме. А имаме толкаво Министерство за животна средина и просторно планирање, а имаме и подписници сме на сите конвенции и договори со кои се налага кандидатскиот статус во ЕУ. Подпишале и си ставиле министер, нели, обично тоа е од ДУИ, а тие министрите од ДУИ обично се незаинтересирани за загадувањето, тоест тие се заинтересирани за загадувањето, ама како заланскиот снег. Мислам дека конкретниот тип министер кој што е во тоа министерство не ни знае ниту македонски да зборува, не па за загадувањето да се интересира. Не се. Здравствени проблеми кај населението се јавуваат секојдневно. И тоа е нормално, бидејќи годишно во нашите реки и водотеци се испуштаат 110 милиони кубни метри отпадни води, што е отприлика двојно повеќе од водите што ги имаат вештачките езера во државата. Ви се верували колку сме недоквакани? И дали знаете дека во државава има стопански објекти кои имаат процеси со вода, ја загадуваат, ја испуштаат и немаат соодветни дозволи и процедури за тоа? Се уште овој дел е сива зона. А каква сива зона бе? Ова оди кон црно, ноќ црно. За која Европа кога тогаш ќе се качи на оваа власт на глава? Оно исто министерство што го споменав горе во периодот од 2012 до 2019 година издало околу 800 дозволи, а од нив само 80 се за испуштање на вода. Гледате ли колку е тоа несразмерно, народски кажано, во сферата на загадувањето? Мислам, поточно во сферата на загадувањето на водите владее класичен пашибозук. Многу од загадувачите немаат интегрирани дозволи кои со уредба се уредени и вршат поделба на големи загадувачи, нели? Ти имаат А дозволи и оние малите загадувачи имаат Б дозволи. До тука е нели јасно? Јасно е дека со ваква дозвола треба да има и пречистителна станица на фабриката во која по пречистувањето на водата од механички загадувања се додаваат бактерии кои ја чистат и биолошки и после одредени мерења доколку е во параметрите пропишани со законот се враќа водата во реката и таа вода нели не е загадена, можеш да си ја пиеш, да се миеш под мишки и така натаму. И сите сега ќе кажат, што си се фатил бе за водите? Не ова стендап, ај критикувај во свој стил. Ако има еден инспектор, например, од Велес до Кавадарци, како може истиот да ги контролира водите, уште ако на ова одозгора се додаде и корупцијата за која сме на високо ниво? Мислам, ја не алудирам ништо, предпоставувам. Како воопшто да се регулира прашањето на загадувањето на водите? Прашањето е сега. И 100 пат ќе прашам. Кој е овде луд? Во многу градови во Македонија и онаа вода од изворите е загадена поради ваквото енормно испуштање. Хемикалиите понираат, се гради во заштитените зони на бунарите и штетата е траена кога веќе ќе се случи. Не можеш да ја оправиш ни 50 години во иднината. Има случаи кога водата не е за пиење. Во Тетово, во Струга, во Гостидар, во Гевгелија, секаде има лоши резултати по здравствената слика на населението и сите, мислам, ги боли такво ето за тоа. Ова
не е смешно, ова е трагично. Да рониш крокодилски солзи. Оваа анализа вели дека ќе ни треба многу сила, политичка волја и знаење да ја оправиме оваа ситуација. А ако се земе предвид дека пред месец дена беше уапсен фраер од Шишево кој во Карпош си фрлал медицински отпад во заштитена зона кај бунарите од кои пие половина Скопје, зракот на светлоста е многу далеку, не само од ковид, постојат и многу други начини да се заврши трагично во оваа кутра на патена земја, а тие запнале датумот па датумот во авион, датумот па датумот. Иако го нема датумот, иако рибите умреа, алгите изумреа, диносаурусите малце поодамна се умрени, ама луѓето ни умираат сега и овде, тие запнале датумот па датумот. Дали се покакам во датумот. Тоа е се за вечерва, народе. Јас сум целиот намовнат затоа што ќе повторам, Европското првенство ни се насмевнува и сигурен сум дека победата ќе струи низ вените на нашите најдобри репрезентативци. А вие сега одете право на спиење, ако можете да заспиете, нели после ваков адреналин. А ако сепак ви успее да заспиете, сонувајте ја Македонија онака како што ја замислувате. Според јавноста, главни јавачи на на корупцијата се министрите, директорите, градоначалниците и докторите, а нивни верни следбеници, но не помалку коруптивни се професорите, докторите, цариниците и полицајците. И тука имаме милион комбинации, како бивш министер, сегашен градоначалник, сегашен министер, бивш градоначалник, министер, доктор комада повеќе, полицаец, министер, градоначалник, доктор, министер, професор, цареник, министер и полицајците кои се во сите комбинации, мали, големи, етнички, неетнички, со дипломи, без дипломи, со обраќајна, интервентна, специјална и на крај да не ги заборавиме инспекторите, посебно овие градежниве, тие виш се навлезени во корупција ко шербет у баклава. Тоа се тие ликови кои се светата аура на корупцијата во Македонија. Но не дека не постојат странични професии и институции кои прават големи пари врз база на корупција, која е меко позиционирана и вака од сите страни, или вака од страна, да кажеме лаички гледано, не личи на корупција, а и законски е покриена. Пример број 1. Како може во Македонија од сите автошколи, во сите комисии за полагање, во сите градови да се положи возачкиот испит дури по 4 пати повеќе и не постои ни еден возач, барем во изминативе 10 години, барем да го расипе просекот и да положи од прва, втора, трета. Дури и тие со најдебелите врски го добиле одговорот. Во рете знае да вози, но ќе положи од 4 пат. Зошто? Затоа што се држи класичен коруптивен монопол во кој немаш избор, сведен си на единствена опција да положиш од 4. А положувањето од 4, макар ти се викал и Макс Вестерпан, значи дека си со коруптивна финта покриена законски, ти ќе оставиш во комисијата и автошколата уште 20.000 денари. А погодете кој дели од тие пари? Па веројатно комисијата, која излегува на лице место што нормално се плаќа и секогаш првите 3 пати ти вади пешак кој не си го видел. И покрај тоа што ова беше обелоденето од страна на еден кандидат кој снимал што се случувало за време на неговото полагање, со години нема никаква интервенција од институциите и македонските граѓани во Европа се познати како најголеми повторувачи. Веројатно таму е дојдено и она IQ 80 што во превод значи екстремно глупи. Не можат еден возачки бе да положи. Не се. Пример број 2 за корупција се екскурзиите во основните и средните училишта. Јавна тајна е дека по секоја екскурзија на некое поголемо училиште осамнува нов джип во училишниот двор, кој по некоја случајност во сообраќајната носи име на директорот, или некој негов близок роднина, како на пример жена му. Јавна тајна се и набавките на така наречените блузони од шоја, кои прават 350 алергии кај децава и треба да глумат униформи, а чинат неколкукратно повеќе од цената во дуќан или онлайн. Или јавна тајна е дека половина дворови во училиштата се балони игралишта или кафеани издадени под сомнителни околности. Со окинување на овие 3 можности за корупција, верувајте, кандидатите за директор на школото од партиски ќе се сведат на комшиски, односно директор на школото ќе мора да се бара меѓу комшиите кои живеат најблиску до него. И вакви примери за корупција имаме десетици и десетици. Јас би ги нарекол општо прифатена корупција во законски рамки.
Никој не се буни, сите си плаќаат, си викаат јас ли сум тој што ќе таласа, нека таласа некој друг. И денар по денар, и илјадарка по илјадарка, 20 до 30 илјади. Малку се, ама многу се кога ви требаат. Ама некој ви ги зема интелигентно, само да не мислат кога ни ги земаат парите дека ние не знаеме. Знаеме, а ќе дојде време и кога ќе се покајат.